Јавното републичко обвинителство денеска поднесе 37 обвиненија за трагедијата во Пулс, изјави државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. И денеска до Основниот суд во Кочани се поднесува обвинителен акт против 34 физички и 3 правни лица за кривични дела, со кои заеднички со учество во дејствие на извршување на кривично дело или со друг особен придонес кон извршување на делото предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето и за имотот од големи размери на место каде што се собрани поголем број на луѓе. Аргументите на обвинителството се следниве. Обвинетите делото го сториле со свесно непостапување според прописите и техничките правила за заштита, а дел од нив и со директно општо опасно средство и дејствие со кое бил предизвикан пожар. Во 36 поднесени обвиненија не се офатени 13 полицајци кои синоќа беа уапсени, а за кои обвинителот Коцевски рече дека се виновни по следниот основ. На 16 март, на место каде биле собрани поголем број на луѓе, не спречиле активирање на пиротехника на сцената каде настапила музичката група ДНК. Палењето не било пријавено во полициската станица Кочани, а од која пиротехника настанал пожарот, пошто не преземале мерки за заштита на лицата во Пулс. Во текот на акциската контрола настанал пожар. Рече државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. За овие осумничени се бараат мерки за обезбедување на присуство. Од друга страна, известно е дека обвинение нема да се поднесе против лицата кои се на болничко лекување, а тоа е Владимир Блажев Панчо. Управителот на фирмата која управувала со дискотеката, Александар Карадаковски, од осомничен стана оштетен, бидејќи почина додека беше на болничко лекување.